Сметам дека овој ден е многу важно да го сметаме како ден на кој што се пребројуваме до каде сме во реализација на планот кој што заедно сме го зацртали. И токму тоа го направи и нашиот претседател денеска, кој што укажа на кои чекори досега сме ги превземале, но од патеката ни останува уште многу. И мислам дека треба да видиме во 2019 година што е она што приоритетно ќе го превземеме. Оно што јас би сакала само да го дополнам во пресметките до каде сме е дека по барање на родителите ја зголемивме и го зголемивме додатокот за ослободување за скратено работно време на секој родител кој што има дете и тоа согласно барањето да биде 50% од просечната плата. И со тоа овозможуваме да се прави превенција пред процесот на деинституционализација, да не стигнеме до момент да родителите се откажат од детето. И ние како влада сме посветени на ова прашање и навистина сметаме дека со овој додаток и зголемувањето до 50% од просечна плата, навистина ќе постигнеме успех. Дополнително, секој оној родител кој што до 26-та година се грижал за своето дете, не го институционализирал, ќе може да добие пензија после 62-та година, а не го остварува правото на пензија. За жените 62, за мажите 64. И последното и најважно, сметам дека денеска символично што сакам да го споделам со сите вас, е дека во Демиркапија повеќе немаме ниту едно дете од 0 до 18 години, се извлече и последната група и таа се донесе во Скопје заради различните здравствени и социјални потреби кои што оваа група ги има. И мислам дека навистина може да си честитаме дека повеќе од 34% од вкупниот број на деца од институции ги извлековме за една година и продолжуваме по патеката. Голема благодарност до Европската комисија, до УНИЦЕФ, до UNDP, до сите оние граѓански организации кои што ни помагаат да Македонија ја направиме општество во кое што лицата со попреченост ќе се гледаат како потенцијал, а не како проблем и како некој кој што постојано нешто бара.